Добро вечер и благослов Божи се разбира до сите слушатели кои што оваа вечер ќе ја слушаат емисијата Гласот на вистината. Навистина се радувам што и оваа вечер можеме да бидеме заедно, се разбира по милост Божја. И многу често пати повторувам дека живееме по милоста Божја. И затоа сме оваа вечер, заради таа милост која што Бог ни ја покажа, се разбира преку Исуса Христа, затоа што самиот Христос е вратата на милоста. И преку Него се здобиваме со милост. Всушност, милоста сака Бог преку Исус Христос и да ни ја покаже прошката, дека преку Него ние имаме опростување на нашите гревови. Тоа е по милоста Божја. Како што кажав, ние оваа вечер со Божја помош се радувам затоа што можеме да бидеме заедно и се разбира да го слушаме гласот Негов. Исус вели дека моите овци кои се во моето стадо го слушаат мојот глас и врваат по мене. И тие никогаш не слушаат туги гласови или туг глас. Затоа, почитувани, возлюбени, многу е важно и клучно да го читаме Словото Господово, да го истражуваме, да бараме од Бог откровенија и Тој ќе им даде благовремено она што нам навистина ни е клучно и важно за нашата вера и за нашиот духовен, се разбира, развиток. Оно што е многу клучно и важно, Библијата вели дека треба да се испитуваат духовите, затоа што духот на Антихристот веќе делува и тука е меѓу нас. Голем број на луѓе се представуваат како деца Божи, како дел од тоа Христово стадо. Но меѓутоа, тие се волци во овчка кожа. И затоа треба да бидеме посебно внимателни, да ги испитуваме духовите. Така ни вели, се разбира, апостолот Јован, кој бил инспириран од Светиот Дух и тоа ни го запишал во неговото послание. Се разбира, оваа вечер сме собрани, поточно заедно сме на оваа емисија, емисијата Гласот на вистината, која што се емитува секоја недела, се разбира со цел да се запознае подобро Христос, да се биде поблизу до самиот Спасител, а тој е нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Затоа е многу важно, често пати препорачувам, да се слуша неговиот глас. И оваа емисија, ја длабоко верувам, и мојата молитва е да се слуша гласот Божи, а не нашиот глас. Тоа е гласот на Светото Писмо, наречено Библија. Ние веќе неколку серија предавања, како што кажав, отпочнавме уште од 7 јануар, оваа 2022 година, всушност да зборуваме за една многу важна и клучна тема, која што се поврзани скоро и сите настани. А тоа е Христовото раѓање на оваа земја. Тоа уникатно раѓање, кој беше најавено преку пророците, се разбира преку самиот Творител на небото и земјата, дека ќе дојде ден, ќе се исполни времето, кога тој самиот ќе дојде на овој свет, ќе се утелотвори и ќе дојде меѓу луѓето и ќе живее со нив или ќе биде дел од нив. Се разбира, денеска сакам да им го честитам на католиците Христовото воскресение, всушност за кое што ние наредната недела ќе зборуваме, но почитувани само една работа сакам да напоменам, дека навистина Библијата зборува, па дури и апостолите зборуваат колку многу важно и клучно е Христовото воскресение. Да, навистина, Исус воскресна и е жив за сите векови. Амин. Но меѓутоа, зошто секогаш напоменувам и напоменав дека точно многу клучна и важна улога изигра тоа Божјо раѓање на оваа земја. Затоа што ако Христос не се родеше, немаше да исто така, тој истиот Господ од небото кој слезе да воскресне од мртвите и да ни даде надеж
за идниот, се разбира, живот. И затоа зборувам дека Христовото раѓање е клучна работа, уникатна работа на овој свет. Кога зборуваме за Христовото раѓање, како што кажав, тоа раѓање беше клучно и многу важно. Не само за евреите, туку за сите нас. Библијата зборува дека Спасителот ќе се роди за сите луѓе. Библијата не зборува за таа ограниченост. Иако дури самиот Исус доаѓаше од еврејско потекло, меѓутоа Библијата зборува дека Спасителот се роди за секој еден човек на овој свет, а тој е Христос, нашиот Господ и Спасител. Па дури ако читаме, Библијата ни открива дека сите Божи луѓе, сите пророци кои Бог ги повикувал, точно беа од еврејско потекло или беа израелци. И затоа, оттаму доаѓа по потекло и самиот Господ Исус Христос, и Библијата ни го открива како син на Аврамов и син Давидов. Но меѓутоа, како што реков, Христовото раѓање е голема радост за сите луѓе на оваа земја, затоа што преку тоа Христово раѓање Бог сака да не вплоти сите заедно, да бидеме во едно стадо, а тој да биде нашиот пастир, началник. Затоа што кога ќе дојде Христос, ќе го собери целиот свет, без разлика од сите националности, ќе бидат во тоа, се разбира, Христово стадо, а Христос ќе биде нашиот пастир, началник или нашиот водач. Почитувани слушатели, сакам да зборувам и сакам да дадам уште неколку стихови, неколку примери зошто всушност се случи тоа Христово раѓање. Зошто баш на еден таков начин Бог науми да дојде на овој свет? Постоеше ли друга опција за да тој дојде на овој свет и да ја исплати цената која што требаше јас и ти да ја платиме? Библијата зборува за сите тие нешта. Но меѓутоа, кога ќе го читаме Светото Писмо, ќе откриеме дека единствена опција и совршена опција беше тој да дојде на овој свет и да умре за човекот. Всушност, точно да се направи таа размена, кој што Бог толку многу сакаше да се направи, затоа што толку многу го сакаше човекот и затоа тој одлучи да се роди на овој свет, да дојде како бебе и потоа да се направи таа размена. Христос да ја плати цената. Со самото доаѓање на Месијата, Библијата ни открива дека се исполниле сите, ама буквално сите пророштва. Еве ќе отвориме во Матеј 15 глава 28 стих. Им вели: и се исполни писмото. Кога зборуваме за писмото, се мисли на Тората. Се мисли всушност на Стариот Завет, на Давидовите псалми и на сите други останати пророчки книги кои биле запишани во Стариот Завет, се разбира за Месијата. Дека Месијата ќе биде тој кој ќе ги исполни сите овие нешта кои биле пророкувани за него. И затоа Исус им вели: се исполни писмото. Во една прилика, кога Исус во еден саботен ден му ја подадоа книгата и ја отвори од книгата на пророкот Исаија и читаше на пророштво, баш кој што преку него требаше да се исполни, и тој вели дека ова писмо се исполни денес. И луѓето почнаа да се бунат едни меѓу други и велеа: само Месијата може да го исполни писмото. Тие не разбраја дека точно Месијата, оној кој беше долго очекуваниот, најавениот, беше меѓу нив. Но тие не го познаа. Самиот Исус зборува, самата Библија зборува дека дојде при своите и своите не го примија. Потоа, пред да биде фатен, распнат, Исус доаѓа во Ерусалим и застанува во едно место пред, всушност да влезе во Ерусалим,
И Исус плачи за Ерусалим и вели: Ерусалиме, Ерусалиме, не го познат денот кога беше посетен. Всушност, луѓето не го познаат, се разбира, Месијата. Оној за кој што пророците зборуваја дека ќе се роди и ќе ги исполни всушност сите пророштва. Еве ќе отвориме во Евангелието на, се разбира, на Јован, 19 глава, ќе го читаме 28 стих. И ебе вака ни вели Словото Господово: по ова знајки Исус дека се е свршено, за да се исполни писмото, рече: жеден сум. Значи се е свршено. Самиот Исус кој на крстот вели: се сврши. Се исполни. Она што беше кажано за него, се разбира, во писмото. Еве ќе отвориме повторно во Евангелието на Матеј, 26 глава, значи Евангелие на Матеј, ќе читаме 26 глава, ќе го читаме 54-тиот, се разбира, стих. Ќе повторам. Евангелие на Матеј, 26 глава, 54 стих. Еве што ни вели Словото Господно. Но како ќе се исполни писмото, ако ова не стане или не постане? Како ќе се исполни писмото? Се разбира, Исус е заедно со своите ученици во Гециманската гора во време кога беше фатен, кога беше предаден од страна на Јуда Искариот. И вели, како ќе се исполнеше писмото, ако сето ова не се разбира, не се случеше. Затоа Библијата изобилува со вакви стихови. Затоа е многу важно да го читаме Словото Господово и ќе откриеме таму што Библијата всушност ни зборува. Дека со доаѓањето на Месијата, со раѓањето на Исус Христос на оваа земја, се исполнуваат сите пророштво. И затоа Исус вели: се е свршено. Се е завршено, се што беше кажано за него во Стариот Завет. Тој ги исполни сите нешта. Затоа него нека му е вечна слава од сега и за секогаш. Амин. Ако даде Господ, се разбира, се слушаме наредната емисија, емисијата насловена како Глас на вистината, и всушност точно ќе зборуваме не за Христовото раѓање, но за Христовото воскресение. Имајте пријатна вечер, Господ со вас нека биде, и се разбира, се слушаме до наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. Пријатно.